Днес разговаряме за програмата за развой на планове, в община Битола за период от 2017-2019 година. Това са развойни планове по наредните 3 години. Но не трябва да заборавиме и да го слушаме на дневен ред. Това е четвърта, за народа на екологически акционен план за животната средина в община Битола. И ова точка, и овој план треба да биде составен дел од програмата за развојни планове во општина Битола, ако искрено сметаме овие планови за развој. Затоа што во периодот на наредните 3 години треба Советот на општина Битола да се одлучува да ги почитува овие развојни планови, а воедно треба да го спроведе локалното екологички план. Зошто не сте искрени? Зошто во државата владе една какафонија во област на донесувањата, тоест и во институциите, особено во општина Битола, има какафонија во област на планирањето, не повеќе од еден ден, една недела, да зборуваме за планирање од 3 години, а ние не можеме да изпланираме работи за една недела. Еве ги недосветностите, кои што понатаму подетално ќе ги разговарат во област на следувањето на точката за Леа. Ali сега сакам да ви кажем, дека за овој план, затоа што сега од 5 книжи ви се можете да го оправдате, едноставно со неговото гласање, лукате на четвртата точка или на програмата за Леа. Еве ги аргументи. План за спроведување и план за наблюдување и оценување на спроведувањето на Леа. Изработка на акционен план. Можни извори на финансирање на општина Битола. Изработка и освојување на програмата за енергетска ефикасност со акционен план. Извори на финансирање општина Битола. Усвоена програма за енергетска ефикасност. Изследба на велосипедски и пешачки патеки општина Битола. Извор на финансирање. Документација и изследба на инфраструктура за заштита и одредување на атмосферски води во градот. Општина Битола. Изработка на катастар за животна средина. Општина Битола. Заектување на капацитети за подобрување и управување на животната средина. Извор на финансирање општина Битола. Да. И ред други работи, кои што се направени како мерки во Леапот, се повикува на пари кои што треба да ги обезбеди општина Битола. Дали Леапот представува развојна програма? Не. Имплементационна програма? Дали таа програма спроведува акциони, делување во област на атмосферска канализација и други работи? Да. Двете работи се една со друга сврзани. Кога бараме пари и развојни планови за 2017-2019 мораше да има и предвидени финансиски средства за ова. Се ова само една обична фарса, но за среќа ќе направиме нови развојни програми за кратко време, ќе имаме нов буџет, нов градоначелник, нов совет, кои што овие недостатоци реши.